Ако ова не е игнорантски однос, колешке Георгиевска, кон Конфедерација на слободни синдикати, не знам што е. Јас воопшто не сакав да ве омаловажам. Вие, доколку гласате против овој амандман, вие ги омаловажувате Конфедерацијата на слободни синдикати и вработените во реалниот сектор. Ништо повеќе. Ништо повеќе. Тоа дали вие сте работеле во приватен сектор, ако земеме овде да бираме, секој може би има работа. Тоа што ништо не ја ублажува тоа болката кај Конфедерација на слободни синдикати што вие ќе гласате против. Што на нив им значи дали сте вие работеле во приватен сектор или јас и дека вие разбирате што значи. Ако разбирате, многу едноставно гласајте за. Еднократна помош не бараме затоа што нас ни се сонило. Сме добиле писмо, ја гледаме реалната состојба, вие се пофаливте со Законот за финансиска поддршка на социјално ранливи категории. Очигледно дека во оваа криза на сите им треба еднократна помош. Ако сакате да им излезете во пресред, да не ги омаловажувате вработените во реалниот јас ви прочитав, не знам колку ме следевте, тие имаат 3 барања. Ние во нашиот амандман го имаме преточено само едното барање од нив. Тие имаат барање и за покачување на бодот и за усогласување на платите. Едно од барањата и да, ова еднократна помош, која што ќе се согласите дека и тоа како им е потребна и на вработените во реалниот сектор, затоа што многу добро знаете за потрошувачката минимална кошничка, колку изнесува, колку е покачена во рокот една година, колку е покачена во рокот еден месец. И немојте тука да кажувате 3000 денари помош за не знам која категорија. Со 3000 денари помош излезете, пазарете за еден месец храна и кажете дека некој никого не омаловажува или некој некого омаловажува. Конечно, нека дојде чинот на гласање, ќе ве види кој омаловажува, кој предлага популистички закони, кој е во дослух со народот, а кој при буџетот 5,3 милиарди евра, кој што во уште не донесен, а предложен го измени, односно проекцијата е дека нема да биде 5,3 милиарди евра, не може да снајде онолку колку што бараме. Еве, ако дискутираме само за овој амандман, барем само за овој амандман. Лицемерие, омаловажување или не знам што, кој термин сакате одберете го, на крајот гласањето ќе каже кој зашто е, кој против кого е и кој има скриени намери, а кој честни. Ви благодарам.